Добар ден, почитувани гледачи. Се наоѓаме пред стартот на финалето на 19-тото ракометно куп финале. Се игра во Битола во препознатлив амбиент. Пелистер, домашната екипа, е првиот финалист, ќе игра против бранителите на Металург. Се очекува неизвестно возбудливо финале и покрај тоа што Металург, кој што се е трет пат поред во финалето со 2 триумфа претходно, е во секој случај фаворит. Меѓутоа, може ли некој да се прогласи фаворит во оваа сала, во овој пекол? Особено што оваа публика и постарите генерации од 2005 година немаат почувствувана ваква атмосфера. Пелистер, кога во сезоната 2004-2005 ја освои двојната круна, беше последен пат носител на драгоцениот пекар во купот. Еве сега нова шанса за една не толку силна, квалитетна генерација, меѓутоа ракометари искусни, кои што се страшно мотивирани пред се од атмосферата, од навивачите кои што жестоко го посакуваат овој пекар. Ракометарите на Металург сигурно дека дојдоа како фаворити овде. Вчера успеа да го совладаат големиот ривал Вардар Про во финалето пред финале 26-23. Пелистер славеше на Горец 32-23. Меѓутоа, купот, знаете, сека носи големи возбудувања, сензациите и победите на аутсайдерите никогаш не биле проблем, особено во оваа сала каде што ракометот бескрајно се сака. Денеска во градот се разговараше, се дискутираше само за финалето на купот. Пелистер, реков, по подолго време доаѓа во ситуација да им приреди големо задоволство на своите навивачи. Адутите на ракометарите на Пелистер се искуството и сигурно оваа величествена атмосфера, овие 3000 гледачи кои сигурно ќе направат притисок во обид да се израдуваат на трофеј по 2005 година и двојната круна. Во Битола велат, спортот замира, фудбалот го нема, се движи кон втората лига. Кошарката не ни постои, ракометот појавува знаци на враќање во елитниот македонски спорт. Искуството е вториот предност на екипата на Пелистер. Можеби не тој ќе треба да се спротивстави на квалитетот на Металург, кој во досегашните 3 меѓусебни мечеви од првенството во Суперлигата триумфираше, но има еден показател. Последниот надпревар во оваа сала во Суперлигата металурзите го добија со проблеми, со само еден разлика, со промашен пенал на Лазаров на 15 на секунди пред крајот, и тоа ги подгрева амбициите на пелистерци дека може да направат изненадување и конечно да се радуваат на 6-тиот трофеј, со оглед на тоа дека имаат 5. Вардар е рекордер со 7 куп пехари. Екипата на Металург е во позиција да биде првата што ќе направи хет-трик кога се во прашање куп пехарите. Во таква ситуација биле и Пелистер и Вардар, но никогаш не успевале да стигнат до третиот и по друго трофеј. Еги актерите на двете екипи. За екипата на Пелистер на голот Игор Тосковски, кој вчера против Борец имаше 12 одбрани, потоа Божиновски, па Димитровски, Недановски, кој вчера одмораше некогашниот ракометар на Металург, потоа Митевски, Зарков, Јанкуловски, Петровски, Трајковски, Димитровски, Лазаров, Шунтовски, Ивановски, Везенковски, Поповски и Митровски, предводени од нашиот селектор и тренер на Пелистер Звонко Шундовски. Слушнавте, знаете, многу големи искусни имиња, без разлика што се во поодминати спортски години, тие ќе треба на тој начин да му донесат пехар на Пелистер.
Како што му личи на едно куп финале, македонската химна за Вовет, ако решава само квалитетот, тука Металург е апсолутно во предност. Екипата од Автокоманда во последните 2-3 сезони доминира во македонскиот ракомет. Ја освои титулата, практично ја одбрани. Меѓутоа, Металург имаше тежок натпревар против Вардар вчера во полуфиналето 26-23, за разлика од Пелистер кој рутински мина преку Борец 32-23 и можеше да сокрие дел од своите можности или пак да ги сочува своите сили за вечерашната пресметка. Значи овдека нема веројатно да решава само квалитетот, тука има многу елементи што ќе го дадат освојувачот на 19-тиот куп на Македонија. Составот на Пелистер, на Металург, Ангелов и Митревски и Кимовски на голот, Ракчевич, Левов, Димовски, Георгиевски, Мановски, Миркуловски, Марковски, Мојсовски, Златко и Наумче, Стоилов, Стојчевски, Јоновски и Алушевски. Суди на овој надпревар се Ацо Николовски, Ѓоко Колевски. Ацо Николовски на овој надпревар се простува до активното судење. Ги гледате, ги добива специјалните признанија од судиските организации од Ракометната федерација на Македонија. Завршува една богата судиска кариера која траела 25 години, 15 години како меѓународен судија со над 15 финалиња во машкиот, македонски, женски ракомет, со финале во Европскиот Супер куп, со 4 полуфиналиња во европските купови. Заслужено оди во пензија со еден убав голем меч, како што е ова 19-то куп финале меѓу ракометарите на Пелистер и на Металург во една прекрасна атмосфера, околу 3000 гледачи во препознатлив амбиент за битово и за младост. Ке се надоврзам тука, Горан, со еден многу интересен графит што денеска го видовме кога шетавме по Широксакак, беше напишано "Сакаме спорт во Битола". И многу искрено еден графит кој што многу говори за темпераментот, за менталитетот на овој народ, особено за ракометот. Ракометот се почитува и бескрено се сака во Битола. Таква е и атмосферата сега и токму затоа ракометарите на Пелистер ќе имаат голема, огромна помош во своите верни навивачи, навивачката група Чкембари, кои што ќе се обидат на Пелистер да му дадат крилја во еден надпревар во кој што, како што рече Горан, апсолутен фаворит е екипата на Металург. Меѓутоа, во ваква атмосфера на овој паркет фаворити нема. Разговарав пред почетокот на надпреварот со стратегот на Металург и покрај тоа што во кадрот го видовме Звонко Шундовски со прославениот хрватски стратег Лино Червар. Се секава на 1989-та кога со екипата на Умак гостувал овде во Битола против она феноменална генерација на Манасков, на Чурлевски, биле поразени со 29-24. Многу добро му е познат овој паркет и овој менталитет и ваквиот противник, особено кога се работи за финалињата од купот. Нормално го посакува и тој трофеот како што за заокружување комплетно на сезоната на Металург. И нормално Пелистер кој што тргнува во овој момент во напад. Ева седморката на Пелистер. Петровски е тука на десен бек. Потоа десно е Митевски. Лево е Филип Лазаров. Засилувањето големо на Пелистер. На пивотменската позиција е Зарков. Лево крило е Димитровски. И Везенковски како централен бек. Везенковски како централен бек, да. Митевски, па сега Петровски, одигра добар надпревар Митевски вчера. Првиот обид на Филип Лазаров, не судат ништо судиите. Металург тргнува во напад со Петар Ангелов на голот, Миркуловски, Мојсовски, Велко Марковски е тука на пивотменската позиција, едно тактичко изненадување, меѓутоа тоа е затоа што во дефанзива игра Велко Марковски, кој што вчера беше многу брзо исклучен и кој што е најсвежиот играч во Металург на овој надпревар, со оглед на тоа што играше некаде околу 6-7 минути од надпреварот. Ракчевич е на пивотменската позиција кај Металург, да го довршам составот. Алушевски е десно крило и лево крило, простете, десно е Златко Мојсовски. Проследиме првиот напад на Металург. Левов е на десната бековска позиција, него го заборави во бековската линија од 3 за Металург. Да видиме што покажуваат сега судиите. Мојсовски, еве го првиот погодок на надпреварот. Наумче Мојсовски, еден од многуте ракометари кој што го има почувствувано овој шмек, овој ракометен амбиент во Битола. Го отвора резултатот. Пелистер со истата седморка ќе се обиде да возврати веднаш. Везенковски, тој е ракометар